Добро ви утро, драги мои. 10 часот, како што знаете, е вистинско време за ново издание на магазин. Утринскиот блок го продолжуваме веднаш по Ја сака Македонија заедно со моите драги денешни гости од Modus Band, со кои што ја промовираме нивната нова песна Сеќавања, која што раскажува приказна што допира до сечие срце, па ни кажуваат повеќе и околу инспирацијата, како и за настапите периодов, но и за следните проекти дознаваме во продолжение. А добре дојде велам за Гоце Чоки Бошковски и Дејан Неделковски. Добре дојдовте. Добре ви најдовме. Ти благодариме за поканата. Поздрав до сите ваши гледачи на телевизија Сител, кади да се во светот. Така, од секаде гледа. Нормално. Добро утро и од мене. Поздрав до вашата телевизија и ценетите гледачи. Така, благодарам што ја прифативте поканата, што сте тука денеска и како што знаат и гледачите, главниот повод е новата песна Сеќавања за која што ќе зборуваме, но пред да го започнеме и официјално разговорот околу оние нови работи и проекти во моментов, имаме кратка игра или предизвик за да ги довршите речениците. Добре. Така што и двајцата по нешто ќе ве подпрашаме. Заврши реченицата. Сега, кај Гоце најмногу ме нервира. Еве Дејан прво може да каже. Нема нешто посебно што ме нервира, но кој ќе нема е средена фризурата. Па добро. Добро, а кај Дејан најмногу ме нервира? Гоце, што би одговорил? Не знам што ви одговорам. Исто ли фризурата? Па може, да, исто фризурата, ајде нека види. Так. Гоце, што ќе кажеш за Дејан? Каков е приватно? Приватно е супер. Како лик, позитивен, секогаш засмеја, подготвен. Искрено, јас себе од кога сум 4 години во бендов, само позитивно можам да се изразам за него. Нема нешто негативно некогаш, да, може да се најдеме. Да, морам да ти спофалам, така е, нема. Сега Дејан е наред да испофали или да каже каков е Гоце приватно. Гоце е приватно и другар и колега, без разлика дали сме на свирка, дали приватно е прав професионалец. И уште нешто, Гоце е задолжен во друштво за смеја, за шега, за позитивна енергија. Добро, а Дејан е задолжен? За? Дејан е задолжен за големи задачи секогаш. Тој, пример, во бендов е еден, па да речем, може и главен, што ги брака сите работи околу подесување на звук, како ние ќе звучиме на настапов, се, значи, тие работи, задолжен е тој. И тој е најискусен, најодговорен во бендот, може да се каже дека е и најстар член. Најстар член и искусен, нормално. Да. Задолжен е за тие работи и секогаш е оставено се на него. Да, кога сме кај тоа највозрастен член, колку брои таа кариера веќе, колку години? Па 25 години во Modus. Еден од најстарите членови со Никола Димитровски. Речемо, таа постава кога работиме професионално, сме јас и тој. Претходно имавме некои промени, поздрав и до претходните колеги, имаме колега што ни замина Австралија. Да, поздрав. До Владко, поздрав, и еден колега имаме ни замина сега скоро Америка, поздрав и до Јовче. До Јовче. Да, дојде до некои промени, ама без разлика ние го држиме то ниво да еве повеќе од 25 години, значи групата постои, јас сум 25 години во тој состав и држиме некои стандарди, си се придржуваме да цело време да си одиме во нагорна линија. Да. Може не е многу експлозивна, ама да си држиме континуитет. Планирате да одите и на гости кај колегите? Па на некоја турнеја во Австралија, Америка, како што одат сите од претходно, тука. значи сни правеле пред да дојди еве Гоце. Со нас е 4 години пред тоа сни биле групата одела и повеќе пати Америка, Австралија, низ Европа. Сни правеле турнеи, баш сега и колеги еве кажуваат дека можат да делуваат. Да, веканат. Да, секој случај нормално. Како беше Гоце прифатен како понов
член во Модус? Искрено, Гоце ми дојде доста големо освежување во групата и како една позитивна енергија. Внесе многу новини во бендот, како репертоарски, така и карактерно. И многу брзо со Гоце се случи една свирка имавме. Буквално една свирка без проба, без ништо. Тој имаше локал и во локалот не покани како гости, да, тоаш имаше некои промени со вокалот претходниот и немаме вокал. Гоце, да, ќе дојдеме, ама ти немаме вокал, ти да пееш без проба, репертоар, само нешто. Што како? Да, разменивме нешто репертоар. Репертоар, прва свирка како што се вели народски 100 години да сме заедно. Како да сте имале веќе проби. Да. Како успеавте да се вклопите така брзо? Па така го имавме репертоара, дали свирите овие песни, тоа е репертоара, да, свириме интонативно. Се беше склопено, јас ги имав веќе интонациите. Гоце си имаше пред тоа настапи, нормално јас имав настапи. И самото искуство, спојот, позитивна енергија, карактерно, тука си се знае тоа од прво. Или бива или не бива. Имаше спојката веќе. Да. Кликнавте едноставно. После завршување на свирката ти одлучија дека сакам да бидам дел од нив. И тој. Да. И нормално јас размислив едно недела дека така беше нешто. Да, краток период. Одговорив позитивно и еве сме тука кај што сме сега. Заедно. Те купија со добра енергија. Да. И со сигурно добра дружба и приватно верувам приватно. Значи тоа кога сте во бенд. Многу е битно и тоа. Многу е битно за да функционираш како што треба и професионално и приватно, за да течи работата како што треба. А кога има некои недоразбирања, ако има, како се решава? Кој го има главниот збор во решавање на работите? 4 години Гоце со нас, па и дури се чудиме, дури чудо зошто немало некојаш таква работа. Браво. Да, буквално ете и меѓу нас секој се решава за неполна 5 минути, значи секундарно, што и да има недоразбирање, само ај вака да биде консултација, нема недоразбирање или напомање нешто. Тоа е само меѓу вас или со останатите членови во бендот и истата ситуација? Сите така функционира. Значи сами решаваме дека треба ова да се направи и сами сега. Ново озвучување и за песната исто и за спортот, инвестираме. Значи досега немало некаков проблем. Се функционира безпрекорно. За да оди напред нештото што сакаме да го твориме и да го работиме. Па што е клучното, што е тајната да се функционира така и како совети за други бендови? Па добри однос меѓу членовите. Да, почитување, другарство и нормално и дружбата. Ние со самата дружба се учиме меѓу себе. Кој каков карактер има. Што е негативно, што е позитивно, кај едниот и другиот. Нормално не сме сите исти. Освен фризурата, што е негативно? Кога си заменувате за Па добро, некогаш можам да исклучам на некои моменти јас, пошто неправдини некој не можам да поднесам. Не меѓу бендов, некој на настапи на ово, и само че ми рече смири се, вика, не е момент за некои работи и знае да ме смира. Не можеш некои работи да поднесиш. Што, например, се случува на настапи? Што знае да те малтретира, па уште една стија бара, па има и други гости. Алкохол. И нормално е. Не можеш да... И се, ако му речиш не еднаш, два пати, три ти доста е. Добро, крај. И јас идам на нерви да ви смири се, вика, знаеме што е, вика, после може да го решиме проблем. Дали тука може да решат да настапат и газдите на локалите? Да ја средат ситуацијата? Или главно вие си го решавате тој дел? Претежно ние си го решаваме сами. Тие се работи некојаш и ни газдите не можат да ги приметат. Самата ситуација, амбиентот, носи атмосферата. Во одреден момент самото искуство со луѓе со се легнува и се среди брзо, безболно. Каков е сега главно вашиот репертоар? Бидејќи кажавте има и некои новини и свежина што Гоце донел во бендот, па што е оно што најчесто ви го бараат луѓето на настапите? Најчесто, Evergreen македонски, XU.
турбо фолк не преферираме премногу, претежно сакаме македонска музика, значи да се пласира, затоа и еве и нови песни да ја има авторски, повеќе на авторска музика и македонска музика да излези малце на површина. Да, без XU, да речеме, балкански не може да помиди свирка, да. Пошто публиката бара. Да. Му се пласира и ти бара, слуша, сака да го слуша, тоа да се забавува. Да, нормално, особено на тие приватни веселби, забави, каде што има музика за сечи вкус, мора да се погоди. Нарочито на овие што се клубски свирки, се и се што, ајде, овие да речам свадби, крштепи, се знае, тоа е стандард веќе тука нема. Иначе клубски свирки се и се што сака да слушне публиката. Во кои клубови најчесто свирите, настапувате, каде може да ве види публиката низ Македонија? Најчесто Битола Прилеп сме. Битола Прилеп и таа релација, пошто бендов е Битола Прилеп. Да, да. Имаме редовни свирки таму во многу локали, низ Прилеп и Битола. Некојаш на Евгелија де факто, можеме да спомниме. Да. Така, Прилеп. Оттаму се и членовите на бендот. Двајца членови се од Прилеп, другите се од Битола. Доминира. Мешан состав, да, доминира. Се сакаат битолчани и прилепчани? Многу. Искрено. Зошто да не? Врзани се. Па има доста бендови што се прилепски или битолски, си имаме соработка со колеги, има доста бендови што се измешани баш така. И е добро да се функционира. Да. Јас спомнав ми авторската музика, она што е најново е песната Сеќавања, која што е ваше дело, така вие сте автори. Кој дел од песната работевте вие, кој ви помогна од остатокот од тимот? Текстот е мој. Решив јас да напишам нешто така последните неколку години, 2 години некои работи ми си имаа случајно и емотивно нешто, инспирацијата за текстот дојде и до самото нешто што одиме на настапи, знаеш. Слушаш многу работи, овај имал ваква работа, нешто негативно му се случило, па љубов некоја неостварена и се собираш и така бев малку западнат емотивно и решив да напишам нешто. Имам неколку напишано и до овај вака како што е сега песната, да дојде може 4-5 пати смене текстот, претрпи измени многу. И му кажав на колегите дека имам текст, ајде да пробаме да видиме. Имам и мелодија, реков нешто, ама да видиме што може да се измени, како може да се направи на проба беше. И добивме добра музика. Музиката е, значи, на модузбен, секој по нешто. На. Да, добро. Снимена е во студио Pro Sound во Прилеп, ке Славко Ристевски. Аранжманот е негов, заедно со нас, Модус Бен. За спотот можем да кажем дека е на Дарија, да, видеозаписот е на Дарија Јанковиќ и видео режија е на Ана Марија Јанковиќ, неговата ќерка. Моделот е како беше Јагмур Баш. Јагмур Баш од Турција. Аха, не е од тука, да. Макс Моделс, ама е од Турција моделот. Мислам дека си ја заврши добро работата. И мисламе дека имаме добро парче македонска музика. И особено што некои пораки, емоции веќе допираат до луѓето, до публиката, гледам и по лесна е за памтење, брзо се влегува во уво, тоа беше најбитно. И на прво слушање битно е што ни се допадна нас како производ. Прво тебе да ти се бендисе, па после треба и публиката нормално. Таа е крајниот резултат. Али нештото за да излези прво требаше ние да видиме дали сме задоволни од нештото што ги имаме сработено. И искрено па имаме изведено на 2 настапи до сега. Првата изведба беше промоцијата беше во 12 часот. Добро. А ние настап имаме во македонски брод, во 16 часот. Почнуваме во 17
Публиката веќе ни ја побара да изведиме во живо. Веќе да изгледаме, побара, да. Видовме дека имате, сакаме да ја isfirите во живо, нема проблем. Нема проблем. Па ова е навистина брзо, истиот ден по неколку часа не се случува баш. Да, искрено бевме изненадени. Вика, имавте промоција сега на песна, дали може вика да ја isfirите во живо, нема проблем, може. Да, а втор пат исто каде ја изведовте? До сега. Во Прилеп, Ластрада беше, да. Како реагираше таму публиката? Па исто имаме публика. За едно, мислам, изненадувачки за толку краток период, рефренот го знат. Рефренот го знат и се пеи. И чувството е стварно неописливо за толку кратко време на прво слушање да го слушаш рефренот од публиката. Да, и вие самите се изненадивте. Да. А постои ли некогаш страф или трема пред да се објави нешто ново или страф од тоа како ќе биде прифатено од страна на публиката, дали ќе им се допадне? Нормално е да има одредена доза резерва што ќе биде, како ќе биде прифатено, нема да биде прифатено, стално ќе да не требаше вака така. Ама самото време си покажува како ќе оди понатаму. Да, и Гоце, како што кажа, битно е вам да ви се Нас, да, претходно, значи претрпе, рековме и текстот, да, па и аранжманот, па вака да биде, па така, па преслушај уште еднаш, ајде. Да, Студио дури се работи нормално. И сепак се внимава на крајниот продукт. Да, крајниот производ, како финалето, викаме, како ќе биде шлагот на тортата. И нормално дека бевме скептици како ќе изгледа. Знаеш, вложуваш пари во музика, вложуваш во, пошто сами си го финансиравме и нештото без спонзорство, без ништо. Колку е тоа тешко и предизвикувачки е, нормално, предизвикувачки е, да. И ама за нешто што сакаш да го сработиш, јас мислам дека мора да вложиш, за да ти се врати. Фидбекот е од после нормално. Тоа е. И побаравме нешто спонзорство, не можеме да дадеме средства и да, можеме да поздравиме бутикот кој беше задолжен за да изгледаме така на спотот, облечени, бутик Лук Прилеп. Другото, сетот беше наша инвестиција и бевме скептици. Нормално вложуваш пари, како ќе излези сетот, како што... Ти знаеме како е, борба е многу голема. За да успееш. Да, ќе снимиш ретки се емисии сега кај на себе. Вие сте кај што може нешто да го промовираш, да се промовира. Да. Тежок е пласманот на, затоа рековме да туркаме македонска музика да излезе на површина, ама треба медиуми, треба поголема медиумска поддршка да има на тоа за да Така без соработка помеѓу музичарите и медиумите не може да биде исто. Не може, нормално. Да. А во однос пак на оние песни кои што кажа дека ги имаш напишано, кога планираш да ги објавиш? Дали сакаш да помине некое време за секоја песна да си го добие своето место во етерот, па потоа да продолжиш со објавување? Ние веќе имаме снимана уште една песна. Таа е спремна, готова е сета и продукцијски и излезена од студио, само чекаме да испромовираме сеќавања. По некој време ќе извадиме и таа песна, а имаме и други текстови кои чекаат да има и промена, имаме и мелодија и се во фиока ги чуваме. Сега се спремаме, нешто имаме во план за на Макфест. Добро. За годинава веќе имате во план која песна? Се викаме дека до петок сабота ќе имаме пуштено демо снимка за конкурс, да конкурираме. До кога може да испратите? До понеделник бил конкурсов, така разбравме. Сега петок сабота така се договоривме да спремиме едно демо. Да. Па Господ здраве да видиме ако ни ја примат, ќе имаме настапи таму. Да, па супер, да, и тоа е добар начин да се испромовира нешто ново и да ве види и слушне што поголем број на луѓе, на публика. Јасно. Да, ќе биде некоја побрза или балада, имате желба? Па ќе биде мешана, да ти кажам. Малку. И балада средно. Средно темпо. Добро, нема да ми откриете се, бидејќи треба допрва да ја видиме. Да, но добро што веќе има песни кои што треба да се објават и како го бирате вистинскиот момент ете за секоја песна? Како чувствувате кога треба да биде објавена, бидејќи правите пауза меѓу авторската музика? Па
не треба да има некоја пауза голема, ако имаш веќе нешто спремно. Мислам дека не треба да има пауза голема, али сепак мора да има некој период. Јас така мислам. Точно. Да помине некој време од таа песна што излегла, да се испромовира како што треба. Песна си го најди местото во етерот, барем едно 3-4 месеци да има фора, па да извадиш нова, освен ако правиш албум, па да го сите песни да ги пласираш наеднаш. Да. Целта ни моментот сега во периодот, значи сингл по сингл така одреден период да си течат, па би заокружиле со албум? Да, најверојатно така ќе заокружиме финалето, тоа ќе биде. Да одбележите и некој јубилеј на сите овие години постоење или понатаму низ годините. Самото време сега период ќе си покажи, ќе си дојди, ќе си се наместат работите. Си има тек некој континуитет, еве сега како што ги вадиме овие песни, па ќе видиме. Да, 25 години Веќе да, постои има, бендов со еве последниве години неколку измени од членовите, ама си има континуитет на движење како што работиме сега, како што рекол со овие освежувања. Се надеваме дека на добар пат сме. Да, секако. Пред самиот крај, бидејќи имаме уште неколку минути, ќе одиграме уште една игра или краток предизвик. Или е играта трема на настап пред непознати или пред најблиски луѓе? Пред најблиски. Добро. Кај Дејан каква е ситуацијата? Да. Го разбирам тоа. Да. Секогаш пред најблиски. Воопшто никогаш нема од тоа. Најголеми критичари се тие? Да. Кој ве критикува најмногу? Децата. Кај мене татко ми критикува најмногу. Таму е тремата најголема. А во бендот кој ви е најголем критичар? Критичар? Да. Има некој кој што е најстрог? Не сме. Добро. Не сме, ама сите сме, буквално сите сме за одредена ситуација. Знаеме да си кажеме пример за нешто, ова не беше во ред, ова позитивна критика е секогаш добро. Најголем критичар нема, ама знаеме сите да каже ова не ти беше поднесен микрофонот, ти се тапани ги удри многу посилно. Гитарата беше ова, знаеме да си кажеме таква работа, али нема нешто тоа и се најмногу критикува, значи немаме таков член. А критичарите дома, вашите блиски, први ви ги слушаат песните? Да. Кога пред да бидат објавени? И да не сакаат да ги слушаат, мора да ги слушаат први, пошто ние ги преслушуваме. На еден апарат, на друг, на... Да, тие го дават првиот суд. Да, и од другата соба, бе, чекај. Јас кажа, кај мене најголем е татко ми, морам да ме пуштам него па да кажи. Да. Пошто и тој музичар и сега ако не бидува нешто ти кажа вака да биде, така да биде, и сега се викаш кој ќе ме пуштам, сега кизнеш што кажи. И се надеваш дека и се за ова, значи за последнава песна за сеќавање, на прво кој му ја пуштив, ова е песна направена како што треба, вика, тоа е тоа, вика. Сигурно ти олесно. Иначе за секоја можеш да најде ова не е во ред, ова не е во ред, и се ти јави се преслушувај со други, дали ово, дали навистина така е. Да. Добро. Критичар. Ти олеснил овој пат. Овој пат ми олесна на прво, само сега реков што ќе кажи и рече те погодиле сега, добро реков. Проширување на бендот со нови членови или менување на име на бенд? Не сега, за сега. Име не, сигурно. Добро. Проширување. Да, што би избрале, тако мора. Проширување, добро. Проширување, немаме за сега не размислувано, пошто дувача што ни беше ни замина во Америка. Значи може само таков член некој да имаме. Евентуално одлучи конечно да остане Америка. Ако одлучи да остане. Добро. И уште една дилема или учество во Звездите на Гранд или никогаш не е доцна? Гоце има искуство. Моментално ни едно. Ако мора да бираш? Пошто учествував на Звезда Гранда. Да, па добро е тоа. Ако можам да бирам, пошто е во живо, може никогаш не е касно. Никогаш не е доцна. Да. Пошто е со цел оркестар.
Не е на матрица, Така. како на Звезда Гранда. Да, Тоа е предизвик за мене, Да. како Вокалист, да, да, нормално. нормално да свири Се толку докажеш. голем оркестар и тоа е поубаво отколку на матрица. И на матрица не можеш секоја песна да ја испееш, пошто нема матрици. Доволно учествував ја веќе 2 години таму. Да, да. Може. Знаеш како е? Да. Да. Дејан Ако избериме од тие двете, Да, може и да, ова. да, секако. Да, го гледаше кога беше на Секако. Тоа Звезда Гоце не Гранда. беше член во бендот, ама Да. го знаевме од таму. Да. Бидејќи го спомна и татко ти, знаеме дека прекарот е од него, па можеш ли накратко да ни раскажеш приказната околу прекарот Чоки, кој што го имаш и ти? Како настана? Прекарот, јас како што знам и како и други што ми кажува е татко ми 15-16 години, кога Здравко Чолич станувал звезда и кога концерти имал низ тогашна Југославија и кога имал концерт во киното во Прилеп на 11 октомври киното во Прилеп. И другариве го качиле на бина татко ми да испее со него песна. И која е, татко ми ја побарал хитот, што му бил тогаш на Здравко Чолич, и ја испеал. И од тогаш почнале сите Чоличе да го вика. И скратено на дружба Чоки, така дошел прекарал. И после тоа континуирано уште наредната година па се договарале Здравко Чолич која сакаш песна го викал назад зад бинава, која песна сакаш да ја пееш, и така се договарале. Тој настапувал со него и така настанало прекаро Чоки Кој што ти остана и Во тебе. наследство. и јас, Да. и брат ми, и веќе сите, мене никој Гоце не ме вика, сите Чоки ме Сите вика. Чоки. Па Името да. не ми го знае. Да, и јас така нели ти се обраќав кога Ако кога се договаравме, да, не ми сите смета, така. не ми смета мене, јас сум веќе навикнат. Да, особено И што да ти кажам, некогаш имав и размислувавме и со сопругата моја да си го смениме Бошковски, значи да биде презиме во Чоки. Веќе Чолич. така ме знае. Чоки. На место Бошковски Чоки да биде се. да, Гоце Чоки Чолич на крајот може да се додаде. Да. Ви благодарам многу за ова убаво гостување. Навистина ми беше драго што бевте тука, па да се видиме повторно и само за убаво, за нови проекти, а за самиот крај ќе го видиме и видеозаписот. Дај Боже да се гледаме само за нови проекти и ти благодариме Благодарност голема. Ви За благодарам. поканата да учествуваме и секогаш за шансата издвоена и време за промоција на македонска музика. Да, тука сме секогаш, се гледаме повторно, Ти благодарам. а драгата публика ќе може сега да ужива и целосно во спотот за песната Сеќавање. Од мене до гледање.